Но нещо има, вероятно, што во мене посилно од мене, а тоа е љубовта кон моето семејство и верата дека не може невин човек вечно да остане во темнините Цело време верувавте на Хаг. дека ќе бидете прогласени за невин, ве одржуваше таа верба во невиноста? Па јас ако се навратам на моето прво појавување пред Хашкиот трибунал пред 3,5 години, скоро 4 уште малку, и тоа пред истиот судија кој случајно тогаш беше дежурен судија, му кажав дека на господинот Паркер дека покрај тоа што објаснив дека и Македонија е дел од меѓународната заедница, дека и Македонија е партиципиент во работата на Хашкиот трибунал, дека и мојата земја подпишала документ со кој ќе се работува и така натаму и ја обврзува. Кажав една работа која после 3,5 години за жал беше потврдена. Реков дека обвинителот нема случај, дека ова е еден случај без случај. И кажав, со што предизвикав така една реакција, сметам пријатна, симпатична, кај судијата Паркер, кога кажав дека во мојот случај, впрочем, нема случај, за да после 3,5 години тоа го констатира истиот судија Добро, господине Љубе. Паркер. Што све треба да помени човек, помеѓу тоа што го кажал пред 3,5 години и денот кога некој изрекол not guilty или не е виновен? Очекувавте дека некој ќе рече не е виновен? Сумнувавте ли за таа реченица? Или тие две зборчиња не е виновен? Да, видете, тоа guilty, no guilty беше, дури добив јас едни манжетни од еден мој пријател од Лондон, англичанец, кој случајно пред да заминам во Хаг, колку случајно не знам, ми донесе манжетнички токму со guilty и no guilty, кои ги носев за време на судењето во Хаг. Сигурно дека го очекував зборот дека не сум виновен. Сигурно дека верував, но мораме да бидеме искрени, бидејќи јас и поинаку не знам да разговарам. Сигурно дека имаше моменти кога На страв? Кога гледаш дека луѓето кои до вчера биле заедно со тебе, со кои, затоа што сме упатени едни кон други, затоа што мораме да живееме во тој затворен простор, иако идеолошки различни во своите убедувања и ставови, некој големо србин, некој големо југословен, некој големо босанец или не знам, се со своите идеолошки убедувања, предрасуди и така натаму. Кога гледаш дека дел од тие луѓе со кои си разговарал, со кои, како што симпатично албанците велат, си го делел лебот на иста маса, утре го нема меѓу живите. Умира. Или случајот со Слободан Милошевиќ. Или осуден на 30-40 години. Кој направил обид за самоубиство и случајно се спасил да не се обеси. И тоа се случува, или самоубиството на Бабич. Тоа се случува во еден период од неколку дена. И тогаш логично дека како човек, како суштество кое 18 часа во просек затворено во еден простор од 2,5 квадрати за движење, дека ќе проработат тие стравови, дека ќе падне таа надеж и тој оптимизам. Паѓа ли? Но паѓаше во такви мигови. Кога ви се тие најтешки моменти? Кога најтешко се чувствувате? Тоа кога на некој ќе му се изрече таква драконска казна. Еве сега на пример беше многу тешко кога ви кажав дека на Мартич му е потврдена казната од 35 години. Вие го немавте тој податок. Да. Значи тоа не е глумење, значи тоа човек го дожива многу емотивно. Иако верувајте ми дека таму ние зборуваме од таа човечка димензија. Упатени сте едни на други. Јас не зборувам за нивната вина или за нивната невиност или за висината на нивните казни. Јас зборувам за она што е човечно,
А тоа е она што не упатува да живееме заедно во тој простор и нивните приказки, и нивните убедувања секојдневни дека се чувствуваат невини. Добро, господине Љубе, какво е чувството да делите еден исти ходник или да делите една трпезариска маса со луѓе кои се навистина значени како серијски убици? Чии раци се охранени со стотици илјади на луѓе ширум просторите на поранешна Југославија. Имате ли нелагода кога разговарате со тие луѓе? Некои од нив веќе не се меѓу живите, не знам, Слободан Милошевиќ, дел од нив веќе се самоубија како Бабич и така натаму, Мартич има изречена казна 35 години, Краишник и така натаму. Пазите, кое е тоа чувство? Овие зборуваме сега за директните екзекутори, за луѓето кои директно учествувале на пример во масакрот во Сребреница. Сте ги прашали, можат ли мирно да спијат тие луѓе? Тоа не можат мирно да спијат. Сигурно дека не можат мирно да спијат и сигурно дека знаат дека од таму нема никогаш да излезат, но мотивите нити можев да ги разберам, нити некој сака да зборува за мотивираноста за таков злочин. Веројатно е тоа во психата. Како се однесуваат тие луѓе? Како се однесуваат тие луѓе кои на душа имаат стотици илјади жртви? Како комуницираат? Вие сте таму, да. Знаете, обично тука се прават некои приказни, некои флоскули, заедно живеат, варат граф, прават манџи или не знам, сите тие други работи. Меѓутоа, тој сепак затвор. Вие рековте дека се 2 на 2,5 метри квадратни, дека едве сте имале воздухот ви доаѓа преку цевка, некоја преку таванскиот покрив, колку јас може да се распрашам, да имам одредени информации. Значи, тоа се стравични прво услови за живење и второ на такво место, 70 на луѓе, од кои барем 30 или 40 со едно подебело крвничко досие. Видете, ако во таа победа на времето како непријател, еден дел на енергијата се троши и постојано се размислува со кого си обкружен, тогаш постанува пострашно да го победиш, односно невозможно да го победиш времето. Ако мислиш така? Да, тука ова се веќе феномени за пенологијата, за науката, која се бави со оваа проблематика за начинот на издржување. Какви се тие луѓе? Нормални луѓе? А тоа е веќе во доменот на психијатријата, на затворската психијатрија, за кој има стотици томови напишано литература. Еден податок, мислам ќе биде интересен за публиката. Човекот е умрен, затоа ја прашам за него. Слободан Милошевиќ, најразлични приказни. BBC има направено 10 документарни филми, да не говориме за останатите американски, британски, француски телевизии. Значи, веројатно човек кој има определено нашата во негативна смисла историја на Балканот. Без малку сме биле сите на некој начин заложници на таа негова политика. Каков човек беше? Видите, според неговото политичко убедување, од една година заедничко живење, делење на заедничкиот простор, со Слободан Милошевиќ ние најдовме една допирна точка во политиката. Апсолутно се разидувавме по сите точки, почнувајќи од Македонската црква, околу македонскиот суверенитет, интегритет и така натаму и така натаму. Неговото политичко убедување, тоа најодговорно оној дел кој јас можев да го разберам, е дека Слободан Милошевиќ беше последниот бранител на неодбранливото, а тоа беше СФРЈ. Тој не умре како големо србин, умре како заљубеник во Југославија, како човек кој ги користи макиавелистички сите средства, но да опстане Југославија. Иако сигурно заради неговиот интелектуален капацитет беше свесен дека тоа беше невозможно. Тој, верувајте ми, дека умре со убедувањето дека Југославија можеше да се сочува. Падна ли со духот? Дали падна во тие неколку години додека беше во ХК или во таа една година додека вие и тој сте заедно во хашките зандани, дали падна со духот? Вели имаше неколку обиди за самоубиства, тешки болести и така натаму, смртни случаи. Дали Јас колку што можев да го приметам, а заедно бевме упатени да живееме во еден простор, во едно тешко време, занданско, затворско време, јас немав такво убедување дека тој падна со духот. Тој најмногу од се ги сакаше македонските песни, посебно од Пепи Балтировски